Познатиот британски рок фотограф Мик Рок, кој бил зад објективот на најпознатите фотографии од рок легендите како Дејвид Боуи, Лоу Рид и Квин, сега е во центарот на вниманието. Документарниот филм за него, психодуховната мантра на рокот, месецов беше промовиран во Лос Анџелес. Се случуваше Мик да ми се јави и да ми рече: имам снимка од мене и Сид Берет. Или ќе ми се јавеше и ќе ми речеше: имам аудио снимки од разговор меѓу мене и Бови од 1972 година, пред да излезе Зиги Стардаст. Неверојатни нешта. Секој јавување со таков муабет беше многу возбудливо. Во филмот се користени снимки од архивата на рок, а создадена е приказна за најиновативните пионери на музиката, оние од рангот на Дејвид Боуи, Квин, Сид Берет, Блонди и Иги Поп. Едно време се храневме од фотографиите на Мик Рок. Навистина беше така, бидејќи тогаш немаше интернет. Како поинаку да видите што се случува? Гледавме низ фотографии. Тоа беше единствениот начин. Некој мораше да биде таму за да ја направи фотографијата, а ние живеевме преку фотографиите што ги гледавме од прилика еднаш месечно. Многу би ви се допаднале тие фотографии, од кои голем дел беа на Мик Рок. Затоа сум тука вечер. Мислам дека една од главните разлики, особено во рок музиката, е тоа што одамна ова беше всушност поставување на планот. Ова се основите на рокот, а овие момци правеа нешто што претходно никогаш не било направено. Тие всушност беа пионерите, па се што дојде по нив е колаж од нивните влијанија. Обожавам се што тој сработил. Квин, Джоун Джет, Блонди. Тој е еден целокупен културен пакет. Прави одлични слики, но истовремено и безпрекорен куратор. Иако филмот ја раскажува неговата приказна, Рок вели дека бил најголемиот критичар на се што се случувало. 5 години го мразев ова. Не, 4 години. Навистина. Јас бев најголемиот критичар на оваа работа. Секој пат кога звездите ќе понудеа нешто ново, добиваат долги критики за секоја ситница, се додека не им беше доста, ми велеа. Пробавме се што сакаше Мик. Толку. Филмот за легендарниот фотограф Мик Рок, психодуховната мантра на рокот, ќе биде достапен и во дигитална версија.